Благодарам, господине заменик министер. На оваа седница се обидов да зборувам по точките каде што од вашите министерства беа предложени закони кои што се однесуваат на работата на инспекторатите. Зборував и за државниот пазарен инспекторат, зборував и со заменичката министер за информатичко општество, каде што таа се обидуваше да ни го објасни согласувањето на овие закони со сите овие закони кои што вашите министерства ги предлагаат. И сметам дека и за тие закони кои што се однесува и на државниот пазарен инспекторат, и на санитарен инспекторат, и на голем дел на други инспекторати каде што ги менувате, дека станува збор за голема фарса. Вие во дел од вашите образложенија кои што ги дадовте, ни укажувавте на тоа дека со овие измени вие планирате да го зголемите, барем со дополнителните критериуми кои што ги давате во овие измени, да го зголемите квалитетот на оние луѓе кои што треба да ги обавуваат овие функции. И со тоа подобрување на работата на инспекторатите. Ако го гледаме овој закон, ќе видиме дека апсолутно со ништо, со ова што го предлагате тука, тоа е доучување на англискиот јазик на овие лица, зборуваме за директорот на инспекторатот, дека ќе дојде до некое зголемување на работата на инспекторатите. И сега гледам, дополнително се враќам на текстот на одредби од законот за инспекција на трудот кои се менуваат и дополнуваат, и таму се внесува сите одредби што се треба да прави директорот на инспекторатот, бидејќи сега станува збор за инспекторати кои што се со посебен правен субјективитет, барем овде таков закон се донесе, изваени од министерствата, беше порано во Министерството на труд и социјала, сега е во Министерството, сега е посебен инспекторат, како посебно правно лице. Што ми е целта во ситуација? Јас поставив реални прашања за кои што се обиде заменикот министер за економија да ми одговори, меѓутоа безуспешно, бидејќи не го доби вистинскиот одговор зошто тоа се прави. Вие овде предлагате дека за овие моментални директори кои што ја обавуваат функцијата не треба да и исполнуваат овие услови, меѓутоа пазете за наредните по година, две и не знам колку, тоа мора да биде задолжително. Не се согласува. Знаете зошто? Затоа што, и ќе кажам, хипотетички, не велам за актуелниот директор, може би за некој друг директор кој што работи во некој друг инспекторат, квалитетно и добро ја обавува функцијата. Затоа што тие имаат работа со странки. Станува збор за контролираат правни лица. Но основната улога на државните инспекторати се да контролираат правни лица, да и контролираат фирмите во Република Македонија. И сега си го поставувам следното прашање: зошто не рековте дајте со правилници, со некои други подзаконски акти, со обуки за нив, тоа да го подобрим? Значи, прашањето се однесува на тоа што ако човеков квалитетно ја одработува работава, меѓутоа за година дена како што вие сте дали рок, не го научил англискиот јазик. Бидејќи вие го внесувате како дополнителен услов. Човекот нема да може да конкурира за следен мандат, а многу квалитетно ја обавувал работата. Еве, може би и овој директор. И сега вие со овој дополнителен услов кој што го внесувате, биде и еден од критериумите и овој, кога ќе вадите вие оглас за директор на инспекцијата на трудот, покрај да е државјанин на Македонија и сите други услови, ќе вметнете да некој од овие курсеви или сертификат има за да биде директор. А предходно човекот одлично ја обавувал работата, предмети, сработени инспекторите и така натаму и така натаму. Што ќе му кажете вие? Извини, ама не можеш ти да бидеш, што ти англиски не познав. И прашањето гласи: што ако некој познава повеќе англиски, дека може поквалитетно од предходникот да ја обавува работата? Јас не мислам така. И затоа мислам дека со овие измени фарса, не е усогласување. Ова е ветар во магла. Јас кажав и се согласувам дека во дел директорати, агенции треба да биде услов. Значи ја кажав и Агенцијата за технолошко-индустријски развојни зони, Агенцијата за странски инвестиции, тие треба да има познавање. Затоа што реално има. Кога го постави прашањето, јаве вие може би знаете колку директоров на инспекција за труд имал досега меѓународни соработки. Пошто ми рекоа ќе штедиме на преведувачи. Така ми беше одговорено овде. Да заштедиме преведувачи, да нема тој да знае. Колку е? Во изминативе 20 и кусур години од која Македонија самостојна држава, овие биле во Брисел на обуки, во Страсбур, во сите во секаде низ Европа. И со тоа познавање на англиски јазик, тие ќе ги контролираат фирмите. Инспекторите овој ќе менаџира со целокупниот процес внатре, заедно со тој така наречен инспекцијски совет кој што ќе биде дебело награден. Јас ја барам логиката во овие решенија и затоа не случајно се пријавив по овие закони, каде што сакам сериозно образложение зошто во инспекторатите. Вие 115 закони кажавте дека нема никак. Ја мислам дека ако се менува еден член, драстично ја менува суштината. И е сложен и обемен, затоа што се однесува на лица и се однесува на услов.
се однесува на услов кој што треба следниот директор да го исполнува за да биде директор. Да знае англиски. Битно е да го менаџира процесот. Сакате да ми кажете дека инспекторите кои знаат дека ќе контролираат овие фирми кои што се во Бунарџик, таму пристап инспектор не сме и да има. Какви инспектори и на крајот треба да го познаваат таму македонскиот јазик, се со цел да проверат одредена документација. Записниците на англиски нема да се пишуваат, ќе се пишуваат на македонски јазик. Значи цело време во сите овие дебати барам логика. Зошто тоа? Пак ќе кажам, има потреба некаде, тоа не е усогласување, тоа треба и сега да важи. Значи не да чекаме година дена за Агенција за странски инвестиции директорот да научи. Тој треба во моментов да знае, затоа што со Груевски се шета по светот и наводно бара инвестиции. Тоа треба да знае. Низо треба да знае англиски. Тоа треба да знае. Овој директор не треба да знае. Не треба да биде услов. Добро е да знае, да се усовршува, да. Ама овде не може главен критериум да биде. Инспекторите во пазарниот инспекторат беа на нормал по 40 предмети месечно. Битно е како тоа странките го доживуваат. Колку поднесле прекршочни пријави, колку записници решенија донесле. Тоа е битно. Значи, како ние со одредени правилници поза тоа да ми го кажете овде. А не да внесуваме критериум англиски да знае, ќе зголеми критериуми. Нема да зголеми критериуми. Ви го тврдам ова. Само ќе се влоши ситуацијата, ќе ги имате луѓето на лајче, ако сакаш да бидеш директор, ти не можеш да бидеш директор, зошто? Ама англиски не знаеш, затоа не можеш да бидеш директор. Стварно, немало, дајте, ако имате соодветни измени, кај што ќе има подобрување. Оти не рековте, дај, еве, во многу закони низ Македонија ќе ги намалиме казните. Па да видат, и ако пишуваат казни, барем да биде со усул, ова е без усул сето. 3.500 евра, 5.000 евра. Дали знае некој во денари колкави се тие суми, не можат луѓето придонесите во пензиско инвалидско да ги платат, а не 5.000 евра казни да плаќаат. И затоа мислам дека вакви едни измени, кои што со ништо нема критериумите нити да ги подигнат, нити квалитетот на работата на овие инспекции, ќе допрат, апсолутно нема никаква врска со подобрување на квалитетот на работата на инспекциите. Инспекторите треба сосема друга улога да имаат. Тие одат по правните лица. Правните лица не ги пишуваат и овие што ќе ги имаат согласно закон за општа управна постапка, што ќе треба жалбите да ги пишуваат или до инспекцијскиот совет да се жалаат на англиски јазик, представките ќе ги пишуваат на македонски, како што согласно уставот вели и законите како вие одвладава популарно што велите. Затоа овие закони, од овие 115, 5 може усогласување да се прави. Овие 110 се класична фарса. Ви тврдам, нема да постигнете никаков ефект. Можете само понеквалитетни луѓе да поставите. Ама, кај вас психолошки тести, тестите за интегритет постои. Водевме дебата на Комисијата за политички систем, не знам колку пати околу ова. Знаете што е соодветност во вашава влада? Не е тесто да си член на ВМРО, да помана или на ДУИ. Тоа е психолошки тест. Не ја погодивте поентата во овие измени. Се нафрлаја само законите, нек ни се смеев, тука имаше предлог на закон нов за внатрешни работи. Со 212 члена заменикот министер вели не е сложен и обемен. Нов. Да не се играме мајтап. Да не играме мајтап со собранието. Излезете, кажете, да, ова го правиме ради овие причини. Не може да ми одговорите ништо дека со ова ќе го зголемите квалитетот. И вие знаете дека е така. Ама кревате раменици и тоа е. Благодарам.